неверојатно, но во земјава скоро секоја недела има по едно убиство. И сега моето прашање е дали има генетски предиспозиции, заради тоа што знаеме дека општествените и други околности може да предизвикаат агресивно, насилно однесување, но да се фокусираме на генот. Благодарам за поканата, Билјана. Ова прашање кое што го поставувате е многу комплексно и кусиот одговор на тоа прашање би бил дека наследниот фактор не би можел да објасни една ваква комплексна, да речем, општествена појава. Се разбира дека однесувањето на човекот е едно подрачје кое што е доста сложено и комплексно за истражување, особено кога зборуваме за агресивната димензија, да кажам, на човечкото однесување. Така што еве во храбриот нов свет, во кој што некои од западните филозофи ќе кажат светот без вистина или светот по Господ или јас би рекол светот со се помалку вредности, мислам дека веројатно одговорите повеќе лежат во сферата на социологијата. Мислам дека се работи за болест на општеството, но секако ние во рамките на оваа емисија може да позборуваме докаде и како, да речем, некакви биолошки предиспозиции или карактеристики може да насочат индивидуално, да кажам, агресивно однесување. Значи, генетски дали има предиспозиции? Станува збор за еднојајчани, двојајчани близнаци. Видете, кога зборуваме за генетски придонес кон тоа како сме ние како луѓе, во физичка, еве да речеме во психолошка, од психолошка гледна точка, треба да разграничиме два сегмента, да кажеме, или два домена. Во едниот, генетскиот фактор и појавата играат, се сврзани на еден многу јасен, директен начин. Со други зборови, ако има определена генетска промена, забележуваме нешто во физичкото постоење, претежно, да кажам, на човекот. И ова е делот од генетиката со кој што се занимава медицинската генетика. Така, како некакви промени во нашиот геном, во редоследот на буквите, се поврзани со определени болести. И тоа е тој така наречен свет на едногенски карактеристики. Крвната група AB0, RH факторот, например, бојата на очите е малку по-комплексна, но поблиску до тој домен, да кажам, на генетиката. Другиот домен е таму каде што нас ни е јасно дека постои определена наследливост на дадената особина, но врската помеѓу тоа што го наследуваме, помеѓу нашиот геном и дадената појава не е толку јасна. Например, во овој дел спаѓаат, да речеме, покомплексни особини, како например височината, телесната тежина, коефициентот на интелигенција и во добра мерка нашето однесување. Да кажеме, во овој сегмент спаѓаат и повеќето од појавите кои што ги забележуваме кај психијатриските болести. Например, психијатриските болести воглавно сметаме дека спаѓаат во овој домен на така наречена комплексна генетика, каде што не е доволно една генетска промена во еден ген за да се нештото манифестира во физичката стварност, туку е потребно да дојдат заедно веројатно поголем број на генетски фактори и секако факторите од надворешната средина за појавата, да кажеме, да се манифестира. Овие белези се испитуваат на еден многу специфичен начин, се прават истражувањата и од тука понатаму ќе стане јасно зошто и истражувањата во областа на агресивното однесување се комплексни и тешки, заради тоа што овие врски помеѓу
геномот и овие комплексни појави се истражуваат со епидемиолошки студии кои вклучуваат близнаци. Значи ние не во нашата земја, меѓутоа во поорганизирани земји се водат регистри кои што ги систематизираат сите близнаци кои што се родени во последните неколку децении. Близнаците, вие знаете, може да бидат идентични или неидентични. Еднојајчани и двојајчани. Ете така, Да, тоа еднојајчани и двојајчани е малку, да речам, дискутабилен, да, од домаќинет во народот, но ако да речеме една јајцеклетка и еден сперматозоид почнат како еден зигот, кој што негдека понатаму се поделува на две и тие две продолжуваат како независни индивидуи, зборуваме за идентични близнаци. Да. Ако, например, зборуваме за две посебни јајцеклетки што биле оплодени од два посебни сперматозоиди, тогаш зборуваме за неидентични близнаци. Идентичните близнаци сметаме дека делат речиси 100% од својата генетика, плюс го делат и животот во матката, значи надворешната средина уште од првиот момент на зачнувањето и по раѓањето е поверојатно дека тие ќе живеат во исти животни околности, дека, знаете, веројатно може би иста облека, често пати носат иста храна, примаат и така натаму. Така што сметаме дека во известна смисла тие се и во поглед на генетиката и во поглед на надворешната средина релативно исти. Да. Двојајчаните или неидентичните близнаци, тие делат околу половина од геномот, како да речеме и обичен брат и брат или брат и сестра или две сестри, но тие делат повеќе од надворешната средина. Уште од почетокот во матката тие се развиваат заедно и по раѓањето исто така е поверојатно дека оделе во исто училиште, нели им се случувале слични случаи. И потоа како трета група имаме обични браќа и сестри кои што делат половина од својот геном, меѓутоа не се тие нели не го делеле животот во матката на мајката и понатаму веројатно на различен начин им се одвива секојдневниот живот, така. Биле во иста матка. Ама во различно време, не во исто време. Значи и тоа има улога. Има улога. Добро. Така што ако една појава ја сакаме да испитаме каква е нејзината така наречена наследливост, ние ќе гледаме колкава е подударноста кај еднојајчаните, кај идентичните близнаци, спрема неидентичните близнаци, спрема обичните браќа и сестри. Ако таа појава е значително по-совпадлива кај идентичните близнаци, помалку кај неидентичните и уште помалку кај обичните браќа и сестри, тогаш ни е јасно дека наследниот фактор игра определена значајна улога и тоа нешто се нарекува фактор на наследливост. Да кажеме, постојат определени математички операции со кои што тоа нешто може да се пресмета. И во тој поглед, да кажеме, имаме некои особини кои што се високо наследливи, еве да кажеме аутизмот како една од тие почести комплексни болести што се наследуваат на таков комплексен начин. Сметаме дека има наследливост од околу 70-80%, бидејќи значително почесто се случува идентични близнаци и двајцата да имаат аутизам спрема близнаци кои што не се идентични или обичен брат и сестра. Ова по некој пат се разбира малку погрешно, дека 80% од појавата може да се објасни со наследен фактор. Тоа не значи тоа, туку го значи следното, например, ќе го кажам преку примерот на височината, што е малку поблиску до интелигенцијата или до агресивното однесување. Да кажеме, можеби во популацијата, она што го сметаме за вообичаена височина е можеби, еве да речеме, меѓу 160 и 180 сантиметри. Таа варијабилност меѓу 160 и 180, меѓу единките во таа популација, 80% од разликите се смета дека се должат на наследен фактор според овие пресметки. И погледнато на тој начин, од ова што го знаеме за агресивното однесување до сега, студиите се лимитирани, ќе кажеме за момент зошто,
Знаеме дека таа појава има определена наследливост, умерена, можеби 60% или нешто така, од нашите разлики во тоа како контролираме импулсивноста и така натаму, се должат на некаков наследен фактор. Тој фактор ние не можеме да го испитаме во моментот, немаме тестови со кои што можеме да утврдиме нели височина или коефициент на интелигенција или агресивност. А тоа во Македонија или па генерално? Воопшто за полигените болести што се или појави кои што се наследуваат на комплексен начин, нема тестови, има определени обиди во моментот нешто во таа насока да се развие, но тоа се уште ми се чини далеко од некаква рутинска примена. Проблемот кај овие истражувања на агресивното однесување произлегуваат од таму што луѓето кон кои што се приоѓа и им се нуди учество во некаква таква студија, вообичаено се наоѓаат во некакви животни околности, знаете, каде што може би член на семејството е во затвор заради делото кое што го направил или некако друго нешто комплексно и тие вообичаено не име точно до учество во некаква научно-истражувачка студија дојдено. И исто така стравот од стигматизација, зашто знаете, ние објаснуваме како овие работи се наследуваат и дека тоа не е баш така еден за еден, меѓутоа мислам дека секој пат постои тој страв да кажеме дека можеби ете нештото на крајот може да се препише на нешто во семејството. И затоа овие студии се доста комплексни за спроведување и нашето знаење во таа област е релативно ограничено. Другото е што ние за сите тие некои димензии на нашето однесување, вклучително и агресивноста, немаме некоја објективна мерка, да кажеме за височина имаме сантиметар, за дебелина имаме вага. А овдека користиме некакви инструменти во облик на прашалници или некакви други психолошки, когнитивни и така натаму тестови, но тие се доста субјективни во известна смисла и прашањето е, нели, по некој пат се поставува што всушност мерат и дали го мерат точно тоа што би сакале да го измериме. Така што меѓу проблемот на субјективноста во мерките и неволноста на луѓето да учествуваат во вакви студии сме со релативно ограничени познавања. Може да се заклучи дека не е болест или пак може да се третира, да се дефинира агресивното однесување како болест? Видете сега, ние уште од почетокот на генетиката, кога се откриени хромозомите пред, не знам, 100 години, тие испитувања на кариотипот на хромозомите се правени кај различни групи на луѓе и така се откриени генетските механизми на некои болести. Например, така сме научиле дека кај, пример, Дауновиот синдром наместо 2 има 3 хромозоми, број 21. И уште од почетокот, например, кога се правени некои истражувања од овој вид, например, во затворска популација, е видено дека кај овие затвореници како да имало почест наод на еден од хромозомските синдроми, каде што кај мажот наместо 1X и 1Y хромозом во половиот пар хромозоми, има втор Y хромозом, кариотипот XYY или уште познато како синдромот на Јакобс, кој што од тогаш, например, го добива името синдром на криминалец. Денеска знаеме дека ова нешто не е точно и дека се должи на методолошки грешки во однос на тоа како се тие истражувања правени, тогаш се уште во литературата се провлекуваат тие имиња и студентите по некој пат доаѓаат на испит и го кажуваат тој синдром како синдром на криминалец. Ние за добар дел од хромозомските болести, да кажеме, или дури за некои од моногенските болести, кои што се генетски јасно предизвикани, нели, ја знаеме нивната симптоматологија и некои од нив вклучуваат меѓу другото изголемена склоност кон некакво агресивно или антисоцијално однесување и така натаму, но тоа е во рамки на поголем
синдром, да кажеме, на покомплексна болест, изолирано агресивно однесување, кога човекот нема други карактеристики, да кажам, на некакво отстапување од оно што го сметаме за здравје, се релативно малку познати и всушност има една од овие ултраретки болести, која што се нарекува синдром на Брунер, каде што заради проблеми, сега се враќаме на оној првиот домен од генетиката, каде што има појасна врска помеѓу генетската промена и фенотипот, појавата, кај овој синдром, значи, се должи на определени генетски промени во еден ензим, кој што учествува во определување на концентрацијата на некои од невротрансмитерите во мозокот. Така што во едно семејство во Холандија, например, тоа е првото семејство кое што е опишано со оваа работа, имало поголем број на машки луѓе кои што покажувале по агресивно, да кажем, однесување, по слаба контрола на импулсивноста и така натаму. И во тоа истражување тогаш е најдено дека всушност тоа нешто може да се припише на ваква многу ретка, ултраретка состојба, еве да ја кажеме моногенска болест, синдром Брунер, каде што тие проблеми во тоа како работи овој ензим кој што ја определува концентрацијата на невротрансмитерите во мозокот, ја прави состојбата таква што нели човекот е посклон на агресивно однесување. И тука би можеле да кажеме дека агресивното однесување може да се објасни со некаква генетска, да кажем, конкретна основа за која што може да се тестира. Ама во историјатот до сега такви индивидуи или такви семејства се најдени релативно мал број. Ова е многу ретко. Зошто здравството, медицината не напредуваат, мислам генерално се разбира во светот, во светски рамки, ни за историјата? Видете, тоа е затоа што нашето однесување е многу комплексна појава. Таа е мултифакторијална, мултидимензионална и веројатно е дека има мал дел на појави кои што може да се објаснат на овој начин како бојата на очите или како крвната група. Во најголемиот дел нашето однесување е комплексна појава која што се должи на сложена игра помеѓу генетскиот фактор и нашето воспитување. Например, точно за овој ген што ви го кажувам, се нарекува МАО, моноаминооксидаза, еве да го кажеме стручно целото име. Освен такви некои ретки генетски промени кои што засегнуваат мал број на луѓе, во популацијата има и една почеста варијанта која што ја имаме повеќе од нас. Таа варијанта не е еден за еден со агресивно однесување, но има некои студии кои што покажуваат дека ако човек има таква варијанта која што не ја укинува, ама ја намалува активноста на овој ензим, плюс ако има историја за злоставување на тоа лице во текот на детството, дека тоа лице има поголема веројатност да манифестира агресивно однесување. И сега ова нешто, на крајот на краиштата, нели нашите биологи, генетики, разни други научни, да кажем, испитувања си се научни, но мислам дека она што се важи е како всушност општеството гледа на таквите наоди во случај кога имало обиди тие да се користат во судската пракса за да се оправда, да кажеме, агресивното однесување на обвинетиот. И за ова има всушност многу интересна литература, точно за оваа почеста варијанта во тој ген МАО. Тоа е генот на војникот, да кажеме, воинствениот ген, warrior gene на англиски. Постои тој, како го нарекуваме, показен лендмарк, показен случај од Соединетите држави на Волдруп. Случајот на Волдруп во државата Тенеси, Високиот суд разгледува ситуација каде што овој господин извршува кривично дело, ја го убива пријателот на сопругата, а неа тешко ја повредува и има обвинение за убиство со предумисла од прв степен, кое што во тоа време, во таа американска држава е поврзано со смртна казна, да кажеме, како казна. И тогаш неговите бранители
го користат овој аргумент дека овој човек има определена варијанта во тој ген која што предиспонира, плюс имаат сведоштва за дека тој бил како дете, да речем, злоставуван и се исполнети тие два услова, да кажеме. Во овој конкретен случај породата ова го зема во предвид и всушност го отфрла обвинението за убиство од прв степен, со што овој господин ја избегнува смртната казна, но го обвинува за убиство од небрежност, кажувајќи дека всушност имал проблем со контролата на импулсот кога се случило тоа што се случило. Ова нешто, понатаму, ова е релативно честа варијанта, а она дали е некој злоставуван во младоста или не знаете. Тоа е прашање на сведоци и така натаму, немаме објективни за тоа мерила. И се разбира дека ова е користено понатаму неколку пати во судските практики во Америка и еве интересно во Италија неколку случаи. Јас од моето, бидејќи ме интересираат тие теми, од моите истражувања, да кажам, знам за околу 8, не верувам дека има повеќе, можеби од 10 случаи, каде што ваква некоја генетска причина е користена како аргумент на одбраната и во сите тие случаи нештото е земено во два или три случаи овој аргумент е користен во иницијалниот процес, во останатите по жалба во повисоките судови и во сите речиси случаи казната е намалена. Меѓутоа, знаете, од 8 на 7 години, од 10 на 8 години, но никој пат во историјатот не е земена како објаснување, оправдување до степен, да речеме, лицето да биде ослободено. Неказнивост нема. Нема. Со други зборови, и покрај нашата, ние сите имаме определена биологија и определени предиспозиции, но контролата на крајот на однесувањето е индивидуална одговорност и тука е ова всушност зашто ме прашувате денес. Знаете, каде завршува нашата биологија, каде почнува личната одговорност. Ние можеби сме наследиле предиспозиција за дебелина, да кажеме, меѓутоа, ако сме дисциплинирани, ако стануваме наутро во сала за вежбање, контролираме број на калории, таа појава нема да се манифестира. Нема секој да успе, но тоа е предизвикот. Во секој случај, во поглед на биолошко објаснување и оправдување за агресивното однесување, до овој момент општеството не прифаќа, нема прифатено во судската практика дека тоа е, да речем, како да речеме, ке психијатриските болести. Генетски фактори не се, колку што ми е на мене познато, оправдување за агресивно однесување, особено кога има криминални, да речем, последици и така натаму. Инаку во поново, ова што ви го кажуваме некаде во 80-тите, 90-тите години, во поново време, таа литература е преанализирана и мислам дека во моментот преовладувачкото мислење е дека тие студии кои што ги кажуваат овие работи всушност се со определени методолошки проблеми, така што овие аргументи се помалку ако и воопшто се земаат во предвид како докази во овие криминални судски процеси. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам.